Распишан конкурсот за Еразмус програмата која на студентите ќе им овозможи наставата еден семестар да ја следат или да имаат практична работа на некој од 200 универзитети во Европа, со кој универзитетот Гоце Делчев Штип има подпишано договори за соработка. Сања Стефановска од Центарот за меѓународна соработка на денешната пресконференција рече дека од јануари наредната година 85 студенти можат да бидат дел од оваа програма. Тоа значи дека од месец јануари 60 студенти за студентска мобилност и 25 студенти за студентска пракса ќе може да заминат во еден од партнер универзитетите во Европа. Би сакала на почетокот да потенцирам дека ова програма представува една од најуспешните иницијативи на Европската комисија и оваа година одбележува 30 години од постоењето на Еразмус плюс програмата, а вкупно околу 9 милиона студенти се заминати на Еразмус плюс во изминатите 30 години. Стефановска истакна дека студентите сите потребни информации за да конкурираат може да ги најдат на веб страницата на универзитетот, но имаат и посебна веб страна, а аплицирањето е до 20 октомври. Апелира студентите да аплицираат, а за наредните 2 години се обезбедени вкупно 160 места. Доколку им се потребни и дополнителни информации, може да ги посетат во канцеларијата на Центарот за меѓународна соработка. Ние како универзитет на студентите ги доделуваме стипендија, во зависност во која земја заминува, стипендијата изнесува 450 или 500 евра месечно, додека за пракса стипендијата изнесува 600 евра. Ние ги сплаќаме тие финансии на студентите 70% пред да заминат и 30% откако ќе се вратат од таа мобилност, а еве за мала мотивација и охрабрување, таму на нив ќе биде доделен Еразмус пријател или личност која ќе ги згрижи нив во првиот месец, ќе им биде доделен ментор. Универзитетот Гоце Делчев Штип на 3 октомври ќе организира отворен ден Еразмус плюс освежување, на кој што заинтересираните студенти ќе можат да се информираат, но и да ги слушнат искуствата на нивните колеги кои веќе биле дел од студентската размена преку Еразмус плюс програмата.